сме во понатамошен смирувачки тренд на епидемијата. Од вчерашната информација дека имавме околу 290 пациенти со прв контакт со доктор, денеска се 190 на пациенти, значи имаме намалување натамошно и тоа е веќе значајно намалување од врвот во саботата кој имаше над или околу 600 пациенти. Се работи на планот на враќање во употреба на водоводната мрежа. Тоа ќе вклучи постојани проверки на квалитетот на водата на излезни точки во градот, како во болницата, во градинките, во верски објекти, јавни чешми и ќе започне планирањето денеска во 12:30 управувачкиот комитет за кризни состојби има средба каде што ќе бидат усвоени плановите за оно што вчера и денеска се договара да се преземе во однос на водоводот, бидејќи сметаме дека здравствената состојба е веќе целосно под контрола. Денеска во 12:30 ќе имаме од управувачкиот комитет за кризни состојби ќе се донесат, мислам ќе се донесат одлуки. Важно е сега, откако полека но сигурно работата се превзема после летаргијата која што имаше општината, од страна на државните институции, да обезбедиме најпрво техничка вода, а потоа и да обезбедиме вода за пиење. Останатиот дел постапува обвинителството, сите оние кои што се одговорни за ова ќе треба да бидат сослушани и нормално да се превземат мерки против истите. Веќе 3 лица се идентификувани како такви. Јас колку што знам, определени се мерки за обезбедување, така што институциите како никогаш досега во најбрзо време реагирале.